Објавени имињата на 245 компании кои земале пари од државата за исплата на плати, но парите си ги ставиле в джеп. Станува збор за мали бизниси од 1 до 5 мина вработени, пред се фамилиарни бизниси. За нив генералниот секретаријат ќе бара кривична одговорност. Газдите кои си поиграа со лебот на своите вработени, без денар оставија близу 800 луѓе за новогодишните празници. За ваквата злоупотреба реагира и синдикалците, зашто работниците останаа без ветените плати. Значи, замислете кога газдите се осудуваат пари од државата дадени да им се дадат на работниците, не им ги даваат, што остана нешто да одделат од нивниот приход да дадат на работниците. Синдикатите бараат и кривична одговорност, но и субвенциите за плати да одат и директно на сметките на работниците, за во идни на газдите да не може да прават злоупотреби. Они даваат некое образложение, не можело УЈП да направи, па не знам, луѓето на месечина се качија да не може да направат некој софтвер, средствата се префрлат директно на работниците, да не постои вакви надврзации. И ќе бараме децидно тие фирми кои што ја злоупотребија, значи помошта од државата за работниците, овој пат да бидат исклучени, да не им се даде средства на такви компании. Првичната бројка била 596 собственици кои земале помош, но со последниот ден од годината бројката на газди злоупотребувачи се преполовила. Од УЈП вела дека овие фирми биле опоменети и до крајот на неделава треба да ги исплатат платите, пошто следува и присилна наплата. Кривично ќе одговараат и 125 компании кои од март до декември ги злоупотребиле државните пари. Вкупно 13.200 газди добиле државна помош од близу 20 милиони евра за исплата на ноемвриската плата. Оваа мерка ќе трае и за декемвриската плата за оние фирми кои имале намалени приходи. Инаку висината на помошта се движи од 14.500 до 21.700 денари, и тоа во зависност од падот на приходот во фирмата.